10.000 евра биле истурени во земјава за финансирање на насилните протести пред собранието против договорот со Грција. Од приведените демонстранти, македонската полиција дошла до сознание дека грчки бизнисмени приврзаници на Русија давале огромни суми за поттикнување на насилствата и дестабилизација во пресрет на референдумот кој ќе одлучи за евроатлантската иднина на Македонија. Овие информации ги објави американскиот портал BuzzFeed по интервјуто со премиерот Зоран Заев, во кое тој изјавил дека за време на НАТО самитот во Брисел лично побарал помош за референдумот од американскиот претседател Доналд Трамп. Заев одби да именува кој стои зад исплатите, со образложение дека истрагата е се уште во тек, како и сензитивните дипломатски односи во период кога земјава прави чекори кон членството во НАТО. Тој рече дека полицијата дознала за исплатените суми по приведувањето на десетици учесници во насилните протести пред парламентот во јуни. Пишува BuzzFeed. Инаку индиректно ваквите индиции пред неколку денови ги потврди и националниот НАТО координатор Стево Пендаровски во гостување на 1TV. Според него се уште се активни надворешните влијанија кои се против македонската геостратешка определба кон западот. Јас се плашам бидејќи знам што се случува и што може да се случува на терен и во околината. Те стари балкански атавизми, национализми и така натаму, подпомогнати од центри надвор од регионот, се во еден дел се уште живи. Не е таа работа умрена. Не е таа. Имаме и внатре структури што Имаме внатре структури кои велат што бараме воопшто на западот. да. Треба да бараме на нешто некое друго чаре или неврзани да бидеме пак, ни исток ни запад. Од друга страна пак министерот Спасовски прашан за овие информации одби да открие детали. Вели нема да води истраги преку медиуми, но дека јавноста ќе биде запознаена со сите информации кога за тоа ќе биде време. Инаку растечкото руско влијание по последните случувања во регионот ги доведе Грција и Русија на работна дипломатска војна, откако официјална Атина одлучи да протера двајца дипломати под сомневање дека се обиделе да го подкопаат договорот во Скопје. На ова официјална Москва одговори реципрочно, протерувајќи двајца грчки дипломати. За власта во Грција ова е јасна порака до целиот регион дека и покрај негодувањата и протестите двете земји се подготвени да свртат нова страна во односите и да продолжат понатаму како партнери. Балканот е клучен регион во руските напори за спречување на некогашните сојузници на Москва да стапат во сојузи со Западна Европа, а периодов се почести се обвинувањата на сметка на Русија дека прави се што е во нејзина моќ за да спречи прозападни политичари да дојдат на власт во регионов.